Драги ученици, добре дојдовте во училница. Јас сум Сашка Смилковска, оделенски наставник во Основното општинско училиште Ацо Шопов, Скопје. Денес ќе се дружиме на часот по музичко образование за трето оделение и верувам дека ќе ви се допадне тоа што ќе го научите на овој час. Ќе научиме како правилно да изведуваме вежби за дишење за правилна интерпретација, односно пеење на песни или музички дела. Ќе се запознаеме со еден интересен детски музички инструмент и ќе пробаме да учиме како правилно да свириме тој инструмент. Веќе знаете додека со пеење интерпретираме некоја песна или некое музичко дело. За да добиеме звук, потребен ни е воздух, односно дишење. Но за да можеме правилно да интерпретираме песната, треба и правилно да дишиме и да земаме воздух, за да можеме целосно да ја испееме. Затоа, на почетокот, да спомнеме на кој начин се диша додека пееме и да научиме некои вежби за правилно дишење при интерпретација. Почнуваме со вежбите за вдишување. Ги поставуваме рацете како на фотографијата. Дишуваме на нос, издишуваме на уста. При тоа се трудиме да не ги поместуваме рамената. Следна вежба за вдишување и затвараме очите. Замислуваме дека во рака држиме цвет. Дишуваме полека преку нос и се обидуваме да го препознаеме мирисот. Наредна вежба, дишуваме бавно со отворена уста и се обидуваме да го надуваме стомакот како балон. Полека издишуваме преку нос. Сите овие вежби ги повторуваме неколку пати. Во продолжение ќе се запознаеме со неколку вежби за издишување. Првата вежба со која ќе се запознаеме е зуење како пчела или комарец. Дишуваме воздух и при издишувањето го имитираме зуењето на пчелата или комарецот. Следна вежба ни е дување во цвет на цвеќе, односно лубарче. Дишуваме воздух и силно издишуваме во цветот. Продолжуваме понатаму. Следна вежба за издишување е дување на свеќички на роденденска торта. Замислуваме роденденска торта, чии свеќички треба да се изгасат со едно дување. Дишуваме воздух и силно издишуваме во свеќичките. И вежбата дување балони. Дишуваме воздух преку нос и издишуваме во балон. И овие вежби ги повторуваме неколку пати. Се надевам дека ви беа интересни вежбите за правилно дишење, кои ни овозможуваат правилно пеење. Сега да продолжиме понатаму. Веќе знаете дека постојат инструменти кај кои се добива звук преку дување воздух во самиот инструмент. Нив ги викаме дувачки инструменти, а бидејќи звук на нив се добива со дување во самиот инструмент, секако дека за да свириме правилно на него, треба, како и за пеењето, така и за овие инструменти да користиме правилно дишење. Тоа значи дека истите вежби за правилно дишење можеме да ги користиме и за свирење на дувачките инструменти. Хајде сега во продолжение да се потсетиме на дел од дувачките инструменти. Гајда, дудук, дурла, кавал, шупелка, труба, корна, кларинет, саксофон и флейта. Претпоставувам дека досега некој од вас слушнале за инструментот флейта, која исто е дувачки инструмент. Погледнете го дувачкиот инструмент флейта кој е прикажан на слика. Ние во предметот музичко образование ќе се запознаеме и ќе пробаме да научиме да свириме на еден друг дувачки инструмент кој исто така се нарекува флейта, но овој инструмент всушност е блок флейта или детска флейта која е прилагодена за ученици на ваша возраст.
Во врска со правилното држење на дувачкиот инструмент, главна улога имаат прстите од двете раце. Левата рака ги отвара горните отвори, а десната рака ги отвара долните отвори. Правилното редење на прстите се вика прсторед. Со отварање и затварање на отворите се добиваат тонови различни по висина. Хајде да се запознаеме како се поставуваат прстите при свирење на блок флейта. Но најпрво да ви кажам дека на овој инструмент има 8 отвори, 7 од предната страна и 1 од задната. Палецот од левата рака го поставуваме на отворот од задната страна на флейтата, а останатите прсти од предната страна на инструментот. Показалецот од левата рака на првиот отвор од флейтата од горната страна. Среден прст, вториот и мрзливецот на третиот отвор. Прстите од десната рака треба да ги наместиме на овој начин. Показалецот на четвртиот отвор на флейтата, броејќи од горната страна на инструментот. Средниот прст на петиот, мрзливецот на шестиот и малиот прст на седмиот отвор од флейтата, броејќи ги отворите од горе па надолу. И на крај, палецот од десната рака ни служи за придржување, односно за подпирање на инструментот и се мести на задната страна од флейтата без да покрие ниеден отвор. Кога станува збор за правилното дување во инструментот, мораме да напоменеме дека за да се добие убав тон при свирењето на дувачки инструмент, треба да дуваме рамномерно, без напрегање, телото да биде исправено, а нозете и вратот да бидат во природна положба. Не испуштајте пресилно воздух во инструментот, бидејќи ќе произведе непријатен звук. Се надевам дека овој час ви беше забавен и научивте нешто ново и интересно. За домашна задача имате да ги повторувате вежбите за правилно дишење. Пробајте сами да откриете кои отвори на флейтата треба да ги покриете за да отсвирите некоја од нотите што веќе сме ги изучиле. Еве мала помош од мене. Доколку ќе затвориме сите отвори на флейтата и дувнеме во инструментот, така ќе отсвириме нотата. Ви благодарам на вниманието.